Топло време и високи дневни температури, но високо аерозагадување во Македонија е главниот град. Иако стартот на грејната сезона беше неодамна, енормно загадениот воздух и оваа есен ги труе македонските граѓани. Надлежните институции и градските власти се уште без конкретни решенија. Мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање, поставени во Скопскиот регион, покажуваат загадување на воздухот, што според мерењата најзагаден бил меѓу 17 часот вчера попладне и 2 часот по полноќ. Денеска вредностите што ги покажуваат другите мерни места во Скопскиот регион се во граница на нормалното. Слични се и податоците кои што ги покажува апликацијата Мој воздух. Ова зад мене е мерната станица за аерозагадување, односно штетните PM10 честички во Скопската општина Карпош. Од вкупно 6 мерни станици, моментално 2 се надвор од функција во Газибаба и во Скопско Лисиче. Согласно апликацијата за мерење на квалитетот на воздухот од Министерството за животна средина, моментално на скопската територија вредностите за аерозагадување се движат во границите на нормалното, односно ја имаат таа средна вредност. Но изминатиот период, за жал, не беа добри бројките, односно резултатите кои што ги покажуваа овие мерни станици. Главниот град минатата недела се најде на 6-то место по највисоко аерозагадување во светот. Од Министерството за животна средина се уште нема официјална информација кога мерните станици во Газибаба и Лисиче ќе бидат ставени во функција, а скопјани повторно прашуваат што е со загаденоста на воздухот и бараат одговорност од градските власти. Граѓаните кои денеска ги анкетираше 1TV, вината за високото загадување ја лоцираат пред се во неажурноста на надлежните институции, но и кај недоволно развиената свест кај луѓето за зачувување на животната средина. Како според вас треба да се намали високото аерозагадување во главниот град? Конкретно некоја идеја, мерки да се преземат? Искрено, јас не живеам овде во Македонија, ама кога идам гледам дека е многу загадено и мислам дека луѓето премногу возат коли. Например, јас идам пешки од центарот Трговски до тука, пошто мислам дека не е многу далеко, а луѓето палат кола за 1 километар, ако би можела да кажем. Може ли да се лоцира поголема одговорност, дали кај надлежните институции или кај граѓаните, или подеднакво според вас? Мислам дека е подеднакво. Дека може да се превземе нешто, мислам дека Скопје највеќе му недостига подземен превоз, метро, да има метро, тоа би работело на електрична енергија, така. Значи, Скопје е град кај што многу тешко да се употребува јавниот превоз заради тоа што е се со автобуси, а тие загадуваат во секој случај. Така да мислам дека од надлежните треба да се направи некој план за метро и да се вложат пари. Таа инвестиција би била за веки векови, мислам, бенефиција би имала, а луѓето да не палат кола за без потреба. Тоа е моето мислење. Како прво треба миење на градот со вода, оние камиони што се за прскање, да се прска цел град, да се утопи со вода и тогаш ќе има резултат. Јас се сеќавам после земјотресот кога се градеше Скопје, кој ќе станевме наутро да одиме на работа, чист воздух, озон колку сакаш за дишање, се градеше, а сега не се гради со оние што ги дуват лисијата, прашича колку сакаш и се друго. Значи, прво миење на градот. Ви пречи ли еве во Како здравствено? Не, конкретно мене не ми смета, меѓутоа ќе смета. Не може да не смета. Чим кажува дека е толку загадено, јас сум навикната на овој воздух и на оваа загаденост, меѓутоа е се полошо и полошо. Па треба институциите да одговарат за овие работи. Дали вас може би штетно ви влија еве старт на грејна сезона, меѓутоа сепак високо аероз? Прво и за децата. За внуките, за внуците. Дали треба може би според вас поголема свест да има и кај граѓаните во овој однос? Тоа е точно. Да не палат гуми, пластични работи, сегде се палат. И пластични и гуми. Треба подхитно тоа да се спроведе из градот. Да има контрола, не вака, без контрола. Треба реагирање одеднаш. Кај што има чат, одеднаш треба да се реагира. Треба да превземаат мерки први институциите, па потоа нормално и свеста на граѓаните треба да се зголеми на повисоко ниво.
Тоа е. Град Скопје пак го направи првиот чекор во постапката за ажурирање на интегриран катастар на загадувачи на животната средина. На електронскиот систем за јавни набавки е објавен оглас за прибирање понуди за ажурирање на овој катастар, а од град Скопје процениле дека за тоа ќе бидат доволни 508.400 денари. Со став околу намалување на загадувањето на животната средина, вчера по подолго време се огласи и од МАНУ. Во новата студија препорачуваат да се забрани увоз на возила постари од 8 години во земјава, да се спроведуваат постојани контроли на издувните гасови на возилата, како и воведување казни за оние што го извадиле катализаторот од возилото. Дополнително препорачуваат и постојано да се зголемува акцизата на дизел горивото, но како и секоја година, предлози од властите и екоактивистите како да се намали високата загаденост има, ама реализација нема. Во јавноста остануваат присутни прашањата чија е одговорноста, но она што е најважно, кога и дали скопјани ќе почнат да дишат чист воздух.